Полни контейнери со расфрлан отпад околу нив може да се забележи на повеќе места во Тетово, од комунален смет па се до стар мебел. Количините се очекува да се зголемат со доаѓањето на иселениците, според искуствата од минатите години. Граѓаните не се задоволни од хигиената, бараат поголема ажурност на институциите, но и поголема свест кај луѓето. Погледнете ги контейнерите и све ќе ви биде јасно. Цврти се да виш види харти, цигари, све и свашта. Се е до луѓето. Мислам дека ако има некоја казна да постои, тогаш ќе има и ефект околу хигиената. На нула е кине. Ка депонија, права депонија. Нема хигиена никаква. Па многу е прљава, да ви кажам. Не се фрља често контейнерите, се е прљава и така. Градоначалникот Билјалка Сами најави дека комуналното предпријатие има план како да се справи со зголемените количини смет, а на жителите им порача редовно да ги плаќаат комуналните сметки и да се однесуваат поодговорно кон јавните површини. Сигурно дека имаме план, дека сега во лето кога доаѓаат нашите иселеници, да ги зголемиме нашите капацитети за да одговориме на потребите. Гарантираме дека Тетово, како и досега, ќе продолжи да биде чист град и да се сервисираат редовно. Апел до сите наши сограѓани. Прво, да бидат посвесни во делот на плаќањето на обврските према јавното комунално предпријатие. Ако бараме чист град, треба да ги платиме обврските. Но исто така, апел до сите наши сограѓани да бидат повнимателни со јавните површини. Значи, да не фрламе сек до отпад и секаков отпад. Јавното комунално предпријатие стои на располагање за одреден вид отпад, да ако се јават, да оди да го земе и да го третира како што треба, не да ги фрлат до контейнери, затоа што со тоа ги зголемуваме активностите, ангажманот на јавното комунално предпријатие во делот на чистење на сите тие површини. Инаку градот се уште нема стандардизирана претоварна станица. Ватарот на селото фалише наместо во посебни контейнери. Сметот се истура на земја со што се загадува почвата и подземните води.